Здраво дечки, добродојавте во моето ново видео. Денес ќе направиме реакција на тоа како предвидував на кои места ќе завршат сите клубови во Премиер лигата за сезоната 2022-2023. Не ме прашувајте какви грешки имам направено, мислам и дека е нормално, бидејќи нема теорија да ги погодиш сите позиции на сите клубови. Ајде на 3, 4, 5, 6 екипи да ги погодиш во ред, но како и да е, ќе има еден куп други грешки, изненадување нели во текот на сезоната, некои неочекувани работи секогаш се случуваат, како што очекувајте го неочекуваното. Така што да не должам многу, мислам дека можам да почнам, можам да преминам на главното. Инаку намерно седнав од едната страна, другата страна ја оставив празна, се со цел да можам да ја ставам табелата, значи како јас сум предвидел дека екипите ќе завршат на крајот на сезоната, колку места сум погодил или сгрешил и колку бодови имам изгубено фактички со тоа, или ако немам изгубено ќе стои 0 едноставно и така. Па да почнам од дното на табелата. Јас предвидов дека Борнмут ќе биде последен, но тоа не се случи. Борнмут заврши 15-ти, што значи дека сум промашил 5 места. Инаку, имајќи предвид каков тим има, каков играчки кадар, мислам дека ова е како титула за Борнмут. Мислам дека голем дел од луѓето ги отпишаа уште кога се вратија во Премиер лигата, но ете, обезбедија опстанок, што е за нив, како што кажав, како титула. Понатаму одиме со Фулам, пошто предвидов дека ќе биде 19-ти, а на крај заврши 10-ти, што е исто така една феноменална сезона за нив. Донесоа доста добри, искусни играчи кои што имаат надпревари во своите нозе, како што знаат да кажат. Направи еден куп изненадувања на екипите од горниот дел на табелата, така што и за нив одлична сезона. Значи 9 и 5 сега, за сега имам 14 бодови изгубено, што е страшно. Но добро, одиме понатаму. 18-ти Лиц. И Лиц е единствената екипа која што погодив дека ќе испадне. Не го погодив точното место, што значи дека Лиц завршија 19-ти, јас предвидов дека ќе завршат 18-ти, но како и да е, како утеха, погодив дека ќе испадне. Значи само една екипа од 3 екипи кои што испаднаа, погодив дека ќе испадне, тоа е Лиц. Искрено, во последните сезони се види дека Лиц паѓа, само оди надолу, нема некој прогрес. Откако го отпуштија Марсело Биелса, наистина екипата не изгледаше добро и не можам да кажам дека е 100% очекувано тоа што испадна, но навистина не се гледа некои знаци на добра игра, на прогрес, на живост, така што мислам дека и заслужено испадна. Понатаму 17-то место Саутемптон. Саутемптон заврши 20-ти, значи имам 3 места исто така промашено, што не е голема грешка, но пак, значи сепак сум предвидел дека ќе опстанат, но тие не опстанаа, беа далеку најлошата екипа во целата сезона. Исто и Саутемптон, мислам, со годините назад
знае да бидат 2-13, 14, значи она сигурен обстанок. Има, не изгледаше тоа толку лошо, ама последните сезони се извлекува, исто како Евертон, за кој што ќе зборуваме малку подоцна. Така што мислам дека исто заслужено испадна како лиц. Мислам дека нема некоја преголема филозофија. Понатаму 16-то место Nottingham Forest и тоа го имам погоден. Значи тука имаме 0. Nottingham Forest заврши 16-ти. За време на зимскиот природен рок донесува доста звучни имиња и наистина вложија во тоа да обстанат. Може би со овој играчки кадар може и доста повеќе да постигнат, но за нив како прва сезона по долги сезони во Чемпионшип, мислам дека и самиот обстанок е добар резултат. Така што да не должам многу, можам да преминам на 15-то место, сум предвидел Брентфорд. Брентфорд заврши 9, значи 6 позиции имам промашено. Да, исто доста добра сезона. Да, доста добра сезона. И понатаму може да се префрлам на Евертон. Евертон предвидел 14-то место. Евертон едва се извлече, значи како минатата сезона. Заврши 17-ти и тоа мислам дека цела сезона се мача, голем, доста добар дел од сезоната беа и во на зона на испаѓање. Ама наистина може да се каже дека како ги излекуваат овие ситуации, наистина треба на сите тренери кои што го водат клубот да им се даде почит. И не знам како е да се биде најавач на Евертон, но последните години можам да замислам. 13-то место Вулфс, уште една екипа која што ја погодив. Последните години исто Вулфс не изгледа убедливо како претходните 2-3 сезони, каде што наистина може да направат проблеми на недобрите екипи, но секогаш им беа проблем оние екипи од долната половина на табелата, што значи дека за Вулфс една просечна сезона, ништо посебно, но беа во еден момент во доста лоша ситуација во зона на испаѓање. Мислам дека во еден момент беа и последни, така што ако се земе тоа предвид, на крај и добро излезе се тоа со 13-то место. 12-ти ги имам предвидено Брайтон, тие завршија 6-ти, што ретко кој очекуваше, но ако се земе предвид како екипи како Челси и Тотенхем има лоши сезони, Брайтон всушност го искористи тоа, што Тотенхем и Челси има многу лоши сезони, можеби за Челси сигурно, ама за Тотенхем ова е до некаде и очекувано, кога ќе се размисли последните сезони како играат, значи топло-ладно, постојано. Нема некој континуитет во нивната игра. А Челси, не знам кој очекуваше дека Челси ќе заврши 12-ти, но добро, ќе зборуваме и за нив нешто подоцна, како и да е. Брайтон го искористи киксот на Челси, на Тотенхем и на некои други екипи секако. И до година ќе играат Европа лига, што е за нив како титула. Кристал Палас 11-ти, уште една екипа која што ја погодив. Мислам дека постојано се движат околу овие некои позиции, 11-ти, 12-ти, 13-ти.
Значи, во она златна средина, како што се кажува. Не можам нешто посебно да издвоим за Кристал Палас, секако незгодна екипа, која што на домашен терен може да направи проблем на сите екипи, но најнормална сезона за нив, како и повеќето други. 10-то место Астон Вила имам предвидено. Астон Вила заврши седма, на седмо место, така што тогава ќе играат Конференц Лига, така што исто за Астон Вила добар резултат, ако се земе предвид како ја започнаа сезоната со Стивен Джерард и откако дојде Унај Емери преродба. И исто, како и Брайтон ги искористија киксовите на Тотенхем, на Челси и на некои други екипи, како Вест Хем, Лестер, кои што доста полошо изгледа од претходните сезони, но и за нив нешто подоцна ќе зборувам. За Астон Вила завршен збор, одлична сезона. Сега, секако и Астон Вила и Брайтон и Брентфорд добри сезони, но дали може тој континуитет да го задржат? Брайтон покажа дека лани беше 9-ти, сега 6-ти. Сега дали може и Астон Вила и Брентфорд останува да се види, затоа што сега и другите поголеми екипи како Тотенхем, како Челси ќе бидат многу погладни да ги променат работите следната сезона, да издесат што е можно повеќе следната сезона, да имат добар преводен рок, така што ќе видиме, но како и да е за вакви екипи со некој скромен буџет и начинот на кој што го водат клубот и членовите од управата и тренерите, стручниот штаб е наистина импресивно. Понатаму 9-то место Њукасл, исто 5 позиции имам промашено, што значи дека Њукасл заврши на 4-то место и по 20 и неколку години, не знам колку точно, Њукасл ќе игра Лига на шампиони, што исто, значи многу екипи кои што изненадија сезонава. Јас не знам кој ќе Њукасл ќе заврши четврти, можеби 7, 8, 9, затоа што со доаѓањето на Еди Хау наистина се забележа друга енергија. Донесени беа некои играчи кои што на хартија не се соодветни за Премиер Лига, за квалитетот на Премиер Лигата, но наистина испорачаа на терен многу повеќе од тоа што се очекуваше од нив, така што исто Њукасл феноменална сезона. И како што кажав и за другите екипи, го искористија киксот на Тотенхем, на Челси, на Вулфс, Лестер, екипи кои што беа во топ 7 претходните сезони. Понатаму Вест Хем 8, имам предвидено. Вест Хем заврши на 14-то место, исто доста полоша сезона. Сега секако влија и тоа што игра во Конференц Лигата, која што ја освоја и до година ќе играат Европа Лига, што е за нив голема работа и може да се каже успешна сезона, затоа што освоиле трофеи, до година ќе играат во подоброто европско надпреварување. Но што се однесува до Премиер Лигата, до игрите во Премиер Лигата, наистина доста полошо. Но до некаде и нормално за екипа како Вест Хем, која што нема континуитет, постојано се движат дали 7, 8, понекогаш биле и 5, 6, ама доста поретко. Или пак некоја средина на табелата ретко имале
проблем последниве години за да се борат за опстанок. Така што за Весјем може да се каже успешна сезона поради трофеот во Конференцијската лига, но во Премиер лигата доста полоши игри. Седми имам предвидено дека ќе завршат Лестер, а Лестер испадна, значи 11 позиции имам промашено, на 18-то место завршија баш во последно коло. Се бореа и победија против Весјем, но Евертон победи, така што Евертон имаше пол позиција пред нив и Евертон успеа да опстане. Така што за Лестер наистина разочарувачки, малку луѓе предвидува Лестер да испадне. Не знам дали некој има предвидено. Не знам, наистина. Но кога ќе се слушне тоа дека Лестер испаднат, наистина звучи чудно, звучи како некој да сака да се шегува со тебе. Ама навистина не е одговорно кога ќе се размисли. Мислам дека и преодниот рок не беше задоволителен, далеку од тоа. Не се вложија напори, средства во нови сили, во нова енергија. Така што може да се каже дека биле блиску да опстанат, колку блиску толку далеку. Така што за жал Лестер ќе испадне. Мене лично од секогаш ми се допаѓале како екипа, затоа што има наистина многу интересна приказна. Онаа сезона кога успеаат да опстанат со 4 победи во низа и потоа следната сезона кога освоја, значи наистина една преубава приказна беше тоа. За Лестер и годините потоа успева да бидат во топ 5, 6, 7 екипи. Така што штета за Лестер, но очекувам дека веќе следната сезона ќе се вратат во Премиер лигата, каде што и им е местото дефинитивно последниве 7-8 години. Шести ги имам предвидено Арсенал. Арсенал заврши на второ место. Исто, малку луѓе веруваа дека Арсенал ќе заврши на второ место. Голем дел од сезоната беа први, значи не знам колку процентуално кога ќе се размисли, кога ќе се направи пресметка, Арсенал беа на прво место и сите мислеа дека конечно Арсенал ќе освоат титула по 19 години и наистина Артета успеа да направи ремонт на екипата. Значи еден куп играчи си замина, нова енергија, нови играчи, нова свежина, значи целосно друг систем и тоа вроди со плод. Наистина, оние игри на Арсенал кога завршува 6, 7, 10, споредете ги со оваа игра на Арсенал кога беа 80% сигурно од сезоната на прво место, но на крај се лизнаа, наистина необјаснимо, нејасно. И тоа против некои екипи кои што се бореа за опстанок, како Саутемптон, како Борнмут, Весјем кој што немаше добра сезона и излегува дека секогаш треба да ги победите оние надпревари со послабите екипи. Дека не мора да ги победите со оние од топ 6 за да освоите. И така излезе. Но добро, сега некој може да каже дека и изгубиле два надпревари од Сити, па затоа испаднале, што
односно испаднале. Затоа не освоиле титулата, што е легитимно, но кога ќе се размисли, тие три нерешени се исто така 6 бода. 4 победи и тоа е тоа. Како и да е, доста добра сезона, доста голем напредок од претходните сезони. Арсенал кој што ветува. Сега да видиме следната сезона како ќе изгледа, со оглед на тоа дека ќе играат во Лигата на шампионите по доста време. Да видиме како ќе го издржат тој напор, како ќе можат на повеќе фронтови да играат. Но како и да е, доста добра сезона, уште еднаш да кажам, и наистина овој Арсенал ветува. Петто место Манчестер Юнайтед, клубот за кој што навивам, на крај завршија трето место, значи 2 позиции погрешив. Дефинитивно подобра сезона за Манчестер Юнайтед. Не можам да се осмелам да кажам дека е многу успешна со оглед на тоа дека беше освоен само еден трофеј, Карабао куп, кој што е најмалку вреден од сите трофеи во сезоната, но од друга страна, имајќи го предвид оној страшно лош почеток на сезоната, каде што се губеа надпревари од екипи кои што со должна почит се делови од долната половина на табелата, и да изгубиш 3-4-0, 5-1, 6-3, наистина е поразително. И тоа е знак дека нешто во екипата не е во ред. Секако и самиот преводен рок беше доста добар од оваа дистанца која ќе се размисли. Тоа што се случи со Роналдо се случи. Јас конкретно мислам дека не му беше потребно тоа на Роналдо, дека такво нешто се прави на крајот на кариерата. Мислам дека требаше да се воздржи од такви коментари, од такви интервјуа, и следната сезона веќе ќе играше во Лигата на шампионите, пак што него секогаш му било цел. Но како и да е, за Манчестер Юнайтед наистина и пресврт на сезоната е според мене играта на Маркус Рашфорд по светското првенство и играта на Каземиро. И самиот трансфер на Каземиро, на Ериксен, Маласија исто така се покажа како доста добра опција, кој што може некојаш да почне надпревар, некојаш да влезе како резервен играч. Така што релативно добра сезона, но не може да се каже дека е и успешна сезона. Да, точно, беше освоен трофеј, што во последните 6 години не успеа, значи не им појде за рака, но не може да се каже дека нешто посебно добро изиграле, но мора од некаде да се почне кога ќе се размисли. Така што овој резултат со оној од претходната сезона е наистина подобар, и тоа е евидентно. Така што добра сезона како заклучок за Манчестер Юнайтед, враќање во Лигата на шампионите, што е исто така доста добро, од исклучителна важност. Па да видиме следната сезона како ќе се носат исто на повеќе фронтови, како што кажав за Арсенал. Дали ќе го задржат тој континуитет, дали пак ќе паднат, што беше случај во последните години, топло-ладно постојано. Останува да видиме. Четврто место Челси. Челси
не знам. Не знам што посебно да издвојам за Челси. Челси заврши на 12-то место, значи 8 места сум промашал. Знам дека не сум единствен, но не знам, мислам дека отпуштањето на Абрамович и оној зимски преводен рок каде што беа донесени 9 или 11 играчи, значи целосно различен тим, па колку време им е потребно да се воиграат, да воспостават добра хемија. Сметам дека тоа беше претерано, толку играчи да се донесат. А Челси имаше доста добар, квалитетен летен преводен рок, беше донесен Кулибали, Весли Фофана, ако не се лажам, беше исто така во летниот преводен рок донесен. Така што мислам дека беше претерано тоа што го направија во зимскиот преводен рок и кој ќе се земе предвид и фактот во Лигата на шампионите што успеа да стигнат до четвртфинале е исто така за нив голем резултат, но ова игра во Премиер Лигата мислам дека со години ваков лош Челси немаме видено. Дури и оној Челси со Мориньо, значи кога освоја следната сезона, кога губе од секого, на крај мислам дека завршија 7 или 8, некако се издигна на крај, завршија 7-8, а ова 12-та позиција, не знам колку долго време Челси биле на толку ниска позиција. Мислам, катастрофална сезона за нив, но верувам дека уште до година ќе се издигнат, дека мора да биде подобро, значи не може полошо, како што и минатата сезона беше катастрофална за Манчестер Юнайтед. Верувам дека и оваа сезона за Челси не може, нема теорија следната сезона да биде полошо од тоа. Значи не може полошо од тоа. Верувам дека ќе се издигнат сега и верувам дека ќе успеат да бидат во топ 7, значи да изборат некој европско надпреварување, што за нив од оваа дистанца, имајќи ја предвид оваа сезона, ќе биде добар резултат. Значи мора исто така од некаде да се почне да се градат цигла по цигла да се изгради зградата, затоа што ова наистина беше доста лошо. Така што тоа е што се однесува до Челси. Преминуваме на трето место, Тотенхем. Тотенхем предвидел дека ќе завршат трети. Антонио Конте дојде минатата сезона како тренер, тие завршија на 8 место, што исто малку луѓе можеа да предвидат, но како да фрлена некоја клетва на овој клуб, на Тотенхем. Наистина толку квалитетни играчи, такви договори, такви услови за тренирање, и кога ќе се земе предвид какви се резултатите во последните 10 години, освен оној период на Покетино секако, каде што имаше континуитет, постојано беше втор, трет, игра во Лига на шампиони, што е за клуб како Тотенхем доста добро. И она финале во Лигата на шампионите доста лошо. Значи, по она финалето во 2019 во Лигата на шампионите многу лошо. Може би претходната сезона беше нешто подобра. Успеа пред Арсенал да се пласираат во Лигата на шампионите, но ова наистина беше исто многу лошо и потсети на оној Тотенхем од претходните години што многу луѓе го има видено. Така што прашање сега и Хари Кейн дали ќе остане, затоа што
човекот е најдобар стрелец во историјата на Тотенхем во премиер лигата, сигурно од топ 5, 6, 7, не знам точно. Значи наистина икона и на Тотенхем и на премиер лигата, а нема ниту еден трофеј во кариерата, што звучи како невозможно, но тоа е реалноста. Па да видиме како и да ќе гризат следната сезона, за повеќе ќе бидат погладни, тоа е факт, но дали ќе успеат исто да се вратат, останува да видиме. Немаат европски надпреварувања, може да се фокусираат само на премиер лигата, на куповите, така што ќе видиме. Второ место Ливерпул имам предвидено, тие завршија на 5-то место, значи нема да играат во Лигата на шампионите, исто така неочекувано, во Лига Европа ќе играат, разочарувачка сезона за нив, но навистина и кога ќе се размисли самото пуштање на Садио Мане да си оди, мислам дека беше неголема грешка. Мислам дека Мане, Фирмино и Салах беа одлично трио, одлично соработува, имаше одлична хемија, но и оние лоши партии на играчите во дефанзивната линија, неконстантни игри, мислам дека резултира со овој пат на Ливерпул, кој што минатата сезона освои 2 англиски купови, беше многу близко да освои премиер лига, извинувам, и беше многу близко да освои Лига на шампиони. Значи, од таква сезона до сезона каде што ќе останат без Лига на шампиони следната сезона. Исто значаен пат за нив, но се издигнувале, верувам дека и следната сезона ќе се издигнат и дека сигурно ќе бидат во топ 4. Моје некое мислење, па ќе видиме. Исто така зависи од тоа дали Клоп ќе остане, дали некои други звезди ќе останат. Доста се шпекулира дека ќе си оди, но како што кажав, ќе видиме, па пред почетокот на сезоната ќе направиме предвидување за следната сезона. И на прво место Манчестер Сити, што и го оправда. И наистина, кога ќе се размисли последните 5-6 сезони, каков крај на сезоната има Манчестер Сити, која ќе почне да ги врзува оние последните 5-6-7-8 надпревари со победи и наистина заслужуваат да освојат. Дали на некој тоа му се допаѓа или не, дали некој најава за нив или не, но секако, имајќи ги предвид сите оние засилувања, оној буџет кој што го имаат, па и финансиски ферплеј кој што не се почитува, кој што е далеку од тоа да се почитува, секако се прогледува низ прсти, но ако се види оно на терен, дефинитивно најквалитетна екипа во последните 3 години, заслужено ја освоја титулата. Дали некој може да им се спротивстави следната сезона, тоа е голямо прашање. За сега не гледам некоја екипа од оваа дистанца која што може да го направи тоа, но ајде да видиме. Следува летниот преводен рок, да видиме што може кој да испорача од екипите. Се случувале неочекувани сценарии, така што да видиме, да не зборуваме пред време, но моментално Манчестер Сити изгледа доста моќно, доста доминантно. Тоа е тоа што се однесе до реакцијата на моите предвидувања за оваа сезона. Се надам дека ви се допаѓаат вакви видеа, ваква содржина. Ако ви се допаѓа ова, задолжително оставете еден лайк, претплатете се на каналот за уште многу вакви видеа, затоа што тоа ми е знак на мене дека ви се допаѓаат видеата, дека можам да правам уште многу вакви интересни видеа.
Да, инаку само на кратко уште не спомнав колку точно бодови имам изгубено, имајќи ги предвид сите оние позиции кои што сум ги погрешил, кога ќе се соберат сите тие позиции, тоа дава збир од 80 изгубени бодови, што е доста лошо, конкретно кога би можел да се споредам со некои англиски јутјубери. Така што конкретно од Spencer FC кој што го гледам, имаше 82 или 84, не можам да се сетам, што е многу лошо, но и моите 80 се лоши. За нијансе сум, значи, подобар од него, но тоа ништо не ми значи. Така што ќе правам предвидување и за следната сезона и на овој принцип ќе видам, значи ова е моја прва сезона каде што предвидувам, па ќе видам понатаму како ќе ми оди, дали ќе видам подобар, дали ќе видам полош, иако мислам дека оваа сезона беше доста променлива, непредвидлива и дека следната сезона ќе видам подобар, барем се надам. Па ќе видиме, секогаш се можни чуда. Така што, како што кажав, ако ви се допаѓаат вакви видеа, задолжително оставете лайк, претплатете се на каналот за вакви видеа и до следен пат останете ми добри и се гледаме. Имајте убав ден. Поздрав!